Градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски и амбасадорот на Австрија во Македонија Мартин Памер денеска беа во посета на територијалната противпожарна единица Куманово по повод донацијата противпожарно возило за спасување и гасење на пожар во урбана средина. Сакам да го поздравам присуството на високата делегација од регионот Тирол од Република Австрија. Чест е за мене да бидеме денеска домаќини. Отпочнавме една соработка пред извесен временски период, не подолго од една година. И врз база на студентските посети кои што ги имавме таму, сме избрани како една од општините во Македонија која што ќе работи на реформи на противпожарните служби во државата. Со таа цел веќе адаптиравме одредени услови во нашата противпожарна единица во Куманово и добивме едно возило како донација. Се работи за подвижна или мобилна скала со должина од 32 метри, која што се користи за спасување и интервенција при пожари, несреќи и други вонредни состојби. Во таа прилика сакам во име на граѓаните на општина Куманово и во моје лично име да се заблагодарам на граѓаните на Австрија и секако на покрајината Тирол. Ќе продолжиме да ги користиме нивните искуства. Целта е Куманово да стане еден пилот проект за реформи на противпожарниот систем, каде што покрај професионалната пожарна единица ќе обезбедиме услови за функционирање и на доброволни противпожарни друштва во самиот старт на 3 различни пунктови. Тоа е во село Пчиња, во село Табановце и во село Орашец, каде што општината ќе има обврска да изгради постоечки во рамки на постоечките капацитети места за паркирање и складиштење на опремата и дополнителни места каде што тие доброволни пожарникари би можеле да вежбаат, тренираат и да интервенираат во случај на пожар и други евентуални несреќи. Целта е да се приближиме на системот кој што Република Австрија го има во моментот и е еден од најдобрите не само во Европа и во светот. А во иднина по пат на донации и со употреба на наши средства да ги доопремиме нашите противпожарни сил, се со цел да обезбедиме поголема сигурност и поголема заштита од пожари и вонредни состојби на територија на општина Куманово, па и пошироко во регионот. Das Projekt hat begonnen auf die Bitte unseres Botschafters Martin Pammer. Проектот започна со посредство на амбасадорот австријскиот амбасадор Мартин. Der erfahren hat, dass wir seit 15 Jahren Feuerwehrprojekte Ние веќе 15 години спроведуваме проекти на територија на Балканот, посебно во Хрватска. Und hat uns mit Kumanovo zusammengebracht, mit dem Bürgermeister. Да, тој не доведе во Куманово и не запозна со градоначалникот на Куманово. Und wir haben mit den Feuerwehrleuten von Kumanovo und mit Bürgermeister eine ausgezeichnete Erfahrung bis jetzt gemacht. Со градоначалникот и со пожарникарите од станицата во Куманово имавме добри разговори. Und wenn sich genug Freiwillige finden in Доколку успееме да најдеме доволен број на доброволци, волонтери, пожарникари, wollen wir bei der Ausrüstung und bei der Ausstattung mit Fahrzeugen helfen. Би сакале да помогнеме со доопремување на службата и со доопремување со нови возила од Австрија. Wir wollen auch helfen bei der Ausbildung der Leute. Посебно би сакале да помогнеме во обуката на луѓето, на пожарникарите. Sowohl in Tirol als auch in Kroatien die Како во Тирол, во покрајината Тирол, така би испратиле луѓе и во Хрватска на обука. Und wir wollen helfen, Jugendfeuerwehren aufzubauen. Би сакале да помогнеме да изградиме пожарникарска служба за млади луѓе во Куманово. Und wir sind sehr positiv, wenn sich die nächsten 2-3 Jahre gut entwickeln, wollen wir langfristig Би било позитивно доколку сето ова во наредните 2 до 3 години се развива во позитивна насока. Und wir hoffen, dass sich die Sicherheit hier in der Gemeinde Kumanovo stark verbessern kann. И се надеваме дека со тоа посебно ќе се подобри сигурноста и безбедноста на граѓаните на град Куманово.
Die Rechnung ist ganz, also wir sind nur ein Bundesland, wir kommen aus Tirol, Ние сме сојузна покрајна и доаѓаме од Тирол. haben halb so viele Einwohner wie Mazedonien Речиси половина жители имаме колку во цела Македонија. und haben 32.000 Freiwillige. Имаме 23.000 доброволци, односно волонтери. Ganz Mazedonien hat 800 А Freiwillige. цела Македонија има само 800 доброволци. Nein, überhaupt nicht. Das ist nur auf freiwilliger Basis. Едноставно на доброволна Wir основа. beginnen in der Schule mit den Почнуваме Schülern zu уште arbeiten. од школска возраст со обука на младите во училиштата. Und diese Schüler bleiben dann zum großen Teil bei der Feuerwehr. Големиот дел од учениците кои што учествуваат во обука, понатаму, после 16 годишна возраст, најчесто се одлучуваат да останат во Die службите. Freiwilligen genießen diese Kameradschaft, die sie zusammen haben. Значи, волонтерите уживаат во пријателството што го стекнуваат за време на обуката Und dass sie auch für ihre Gemeinde, für ihre Mitbürger etwas machen können. и задоволство им што можат нешто да сторат за општината и за граѓаните во Австрија и во покрајната. Во секој случај ова возило ни е добродојдено, бидејќи вакво возило му е преко потребно на град како Куманово. Имаме висококатници. Возилото е, како што спомена градоначалникот, првична намена му е како возило за спасување од височини, 32 метарска скала со хидравлична горпа. Меѓутоа, во даден момент се користи за гасење на пожари на повисоки катови. Се монтира додатно опрема. Срево се приклучува на возило, така да директно од него може да се гаси објект. Во Австрија беа пратени тројца членови територијална противпожарна единица Куманово, кои беа таму една недела на обука, го донеса возилото овде и во меѓувреме изврши обука на сите вработени во нашата единица, така да сега можем да кажем дека буквално 70% од пожарникарите кои се во работен однос се оспособени да работат со ова возило. Возилото е во изворедна состојба, така да се надевам дека ќе остане и кај нас, бидејќи ќе биде, мора да биде подложено на посебни сервиси, посебни одржувања, не е како овие обични возила, бидејќи целото е хидравлика и електроника на него. И се надевам дека ќе успееме да испратиме уште некоја екипа од Куманово на обука кај нив, бидејќи, како што напомена и градоначалникот, нивната служба е далеку напред. Во организација на Општинскиот сојуз на училишен спорт Куманово денеска се одржа улична трка во централното градско подрачје. На традиционалниот спортски настан по повод празникот на градот 11 ноември учествуваа околу 600 ученици од 2 до 9 одделение од сите основни училишта, како и средношколци во машка и женска конкуренција. Прво, второ и трето пласираните на уличната трка која се одржува под покровителство на Општина Куманово беа наградени со медал, диплома и мајца на градскиот плоштад. Вкупно пријавено има околу 600 напреварувачи од најмала возраст, да кажеме, дечиња од второ одделение до средно училиште. Значи се поделени по категории, значи второ одделение машки девојчиња, трето машки девојчиња и средна школа прво до четврто одделение. Учениците трчаат зависно од својата возраст и одредена низината должина. Организираме со Сојузот на спортови, во соработка со Совет на општина Куманово, градоначалник, покровител и други представници од општината. Па ние како професори по физичко од секој училиште направивме селекција на сите ученици во тие училишта и изберени се најдобрите ученици од сите училишта и во машка и во женска конкуренција, зависно со своите можности. Така да интересот е голев, негде околу 580 до 620 ученика негде има пријавено на ова улична трка, што мислам дека за разлика од лани сме бројката е малку покачена. Финишот е тука пред Занечиски дом на плоштад, стартот е од кај Мица Драгстор, да кажеме, ова првото најмалицките, а најголемите се од раскрцица кај Рим Парис. Значи тоа се средно училиште, трчат најдолга должина. Денеска, како што може да забележите, имаме трка организирана од училишниот спорт, кој е дел од новембарските спортски културни настани по повод Денот на градот. Оваа година имаме преку 600 ученици кои
зема учество преку 20, не преку него точно 21 училишта, каде што ќе имаме 12 категории. Секоја година се повеќе и повеќе се омасовува овој настан и оваа трка и се надеваме дека следната година би можеле да направиме и од меѓународен карактер. Јас сум Кристина Стојановска, доаѓам од Магдалена Антова и сум 6 оделение и победив прво место на улична трка. Професорка ми е Светлана Стојановска. Библиотеката Тане Георгиевски ги објави резултатите од литературниот надпревар кој беше организиран по повод месец на книгата. Од основните училишта прва награда за проза освои Ана Марија Стефановска од основното училиште Кочо Рацин, ментор Фросина Тасевска. Наградата за уникатен ракопис и припадна на Ива Стојановска од основното училиште Браќа Рибар село Табановце, ментор Фросина Блажевска. Прва награда за поезија од основните училишта и припадна на Лена Ѓоргиевска од основното училиште Толи Зордомис, ментор Марија Спасовска. Од средните училишта прва награда за проза освои Јоана Ѓоргиевска од средното училиште Гимназија Гоце Делчев, ментор Ана Трајковска. За поезија првата награда ја доби Дарија Трендафиловска од општинското средно техничко училиште Наце Буѓони, ментор Лидија Цветкова. Сашо Арсениевски неодамна е избран за нов претседател на Сдруженијето Порака наша, кое од 2023 година е лиценциран давател на услуги и функционира под надлежност на Министерството за социјална политика. Заживување на концептот живење со поддршка ќе биде фокусот на ова здружение во иднина, истакна Арсениевски. Во нашето законодавство постои правилник, кој што регулира начинот на давање на социјални услуги, поточно за социјални услуги во врска со живење со поддршка. Порака наша сака да даде свој допринос, не да останат овие законски одредби само на хартија, туку да се унапредат и преку иницијативи и активности, да допринесе за развој на оваа проблематика. Затоа што се покажа неефикасно одредени домови, како старачки домови, што функционираат, се покажа неефикасни, и така да штитениците на тие домови не добиваат комплетна заштита, било да е здравствена, било да е од аспект на негување, негувателки, исхрана и така натаму. Така да Порака наша смета дека овој правилник треба да се надогради и целосно да заживее овој концепт на живење со поддршка, затоа што овие корисници во овој систем ќе бидат сместени во одредени стамбени единици од 5 до 7 лица, не знам како е точно предвидено у правилникот, така да ќе добијат комплетна стручна помош, било за извршување на секојдневни активности, било за извршување на некои други инструментални активности како што е купување, готвење, одржување на лична хигиена. Така да сметаме дека овој концепт треба да заживее и тоа ќе биде фокусот во иднина на ова здружение. Здружението е основано 2006 година од родители на лица со интелектуална попреченост, од професионалци ангажирани во таа област, од ентузијасти и од сите добронамерни граѓани кои што сака да дадат допринос за развој на ова здружение, посебно за лицата со интелектуална попреченост. Мада ние се залагаме за сите лица со попреченост. Функционира веќе 19 години, низ многу премрежа е поминато ова здружение, низ многу предизвици. Голема, морам да истакнам во оваа прилика, голема благодарност до локална самоуправа која што 16 години беше главен финансијер на активности на ова здружение преку буџетот на локалната самоуправа, односно на општина Куманово. Би сакал некои фактографски податоци да истакнам во врска со ова здружение. Ова здружение брои 350 членови, преку 350 членови, со пристапница се регистрирани во ова здружение. Во рамки на ова здружение функционира дневен центар со во просек околу 20 корисници на услугите на дневниот центар, а од 23 година
сме пререгистрирани со добиена лиценца од Комисија за лиценцирање за даватели на услуги за социјална заштита и сега функционираме значи како лиценцирано здружение под капата и програмите на Министерство за труд и социјална политика. Целта на ова здружение пред се е значи заштита на лицата со интелектуална попреченост, нивна социјална инклузија, унапредување на нивните права и не само на нивните права, туку и на родителите на овие лица. Тоа беше приоритет, значи тоа беа целите и програмски активности до 2023 година. Покрај овие активности, со добивањето на лиценца од Министерство за труд и социјална политика, главен сега акцент е ставен на професионална рехабилитација на корисници, што значи дека овие корисници добиваат сервисни услуги од нашиот прекрасен вработен персонал, значи тоа се магистри во областа на на науки во областа на социјална заштита, кои што им пружаат поддршка на овие лица, кои што им ги насочуваат, ги мотивираат, им ги зголемуваат капацитетите и способностите активно да се вклучуваат во решавање на секојдневни проблеми, па дури и на професионални проблеми. Во таа насока би сакал да кажем еден многу позитивен пример, значи еден наш корисник на овие услуги, баш преку оваа програма што е преку порака наша, значи успешно работи сега во приватен сектор, на општо задоволство и на работодавачот во местна индустрија, на работодавачот и е независен финансиски, значи свој човек си е стана така од оние лица кои што и има капацитет да се направат напори, значи и да се способен за одредени вештини, сигурно би биле пресречни некој од бизнис секторот да ги ангажира како работно ангажирани лице кои што не само што ќе остваруваат личен доход, него и ќе допринесат на работодавачот, а и со тоа и на целата заедница наша. Министерството за внатрешни работи ги информира граѓаните дека од 15 ноември до 15 март, согласно одредбите од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот за изменување на овој закон, возилата кои учествуваат во јавен сообраќај на патиштата задолжително треба да поседуваат пропишана зимска опрема. МВР апелира до возачите да се придржуваат кон законската обврска за поседување на зимска опрема, бидејќи така се овозможува непречено и безбедно одвивање на сообраќајот на патиштата во зимски услови. Во изложбениот салон на Центарот за култура утре вечер со почеток во 19 часот и 30 минути ќе биде отворена биеналната изложба на цртежи скици 2025. На изложбата ќе бидат презентирани 20 на цртежи од авторите: Тања Соларска-Темелковски, Марина Цветановска-Мартиновска, Дејан Арсовски бабата, Зора Арсовски бабата, Александар Стефановски, Далибор Крстевски, Милена Арсовска, Миранда Бекири Фазлију, Валентина Илиевска и Стефан Анчевски. Носител на проектот е тимот на секторот за визуелни уметности, архитектура и дизајн при Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев од Куманово. Изложбата ќе биде поставена до 27 ноември.